Здраво, другарчиња! Јас сум Силвана Ристова, воспитувач во детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Ајде сега повторно да се дружиме и да си раскажеме уште една интересна приказна. Слушајте ме внимателно. Оваа приказна се вика Дружината на мачорот Марко. Гледајте внимателно колку животни ќе се појават во оваа приказна. Во еден убав селски двор, каде што си играле многу дечиња, си живеел еден мачор кој се викал Марко. Марко бил многу мрзлив мачор. Тој постојано си лежел и спиел. Ги гледал децата како си играат и сакал да си игра со нив, но секогаш бил изморен и секогаш спиел. Одеднаш во дворот се слушнало кокодакање од една кокошка. Тоа била кокошката Сивка. Таа му рекла на Марко: Здраво, Марко, јас сум кокошката Сивка. Јас им давам јајца на децата. А ти што знаеш да правиш, Марко? Го прашала кокошката. А Марко ја одговорил: Па, јас само знам да мјаукам и знам да си лежам и да си спијам. Тогаш кокошката му рекла на Марко дека е голем мрзливец и не знае ништо да прави, и таа веднаш си заминала. Одеднаш во дворот се појавила една крава. Тоа било, деца, кравата Шарка. Таа му рекла на Марко: Здраво, Марко, јас сум кравата Шарка. Јас на децата им давам млеко, а од млекото се прави сирење, урда, кашкавал. Сето тоа децата го јадат за да бидат здрави и силни. А ти што му даваш на децата, Марко? Ништо, само си спиеш, го кажала тоа кравата и си заминала. Одеднаш во дворот се појавило едно куче. Тоа било, деца, кучето Шарко. Кучето му рекло на мачорот: Здраво, Марко, јас сум кучето Шарко. Јас сум најдобриот пријател на човекот. Ги чувам кокошките од лисицата. Ги пазам јагнињата од волкот. А ти, Марко, што правиш? Само си лежиш и си многу мрзлив. Така и кучето си заминало и Марко останал таже. Но одеднаш пред него слетало едно мало врапченце. Тоа било врапчето Џивко, но и тоа било тажно. И му рекло на мачорот: Здраво, Марко, јас сум врапчето Џивко, но крилцето ми е повредено и многу ме боли. Можеш ли да ми помогнеш? Марко никако не се двоумел и веднаш сакал да му помогне на врапчето Џивко. И тој му рекол: Веднаш, врапченце, сега ќе те однесам кај децата и тие ќе ти го преврзат крилцето. Така и се случило, деца. Мачорот го однел врапчето кај дечињата и тие му го преврзале крилцето и му помогнале на ова врапче весело да си одлета. Но пред да одлета, врапчето му рекло на Марко: Ти не си лош мачор, многу ти благодарам што ми помогна. Така за тоа слушнале сите животни дека мачорот Марко му помогнал на врапчето Џивко. И оттогаш сите животни сакале да бидат пријатели
и да си помагаат еден со друг. Дури и измислиле песничка за мачорот Марко. Ајде сега да ја слушнеме песничката. Мачорот Марко за пример служи, веста за него брзо ке кружи, да пееме сите весело и гласно. Марко е другар на сите им е јасно. Ние сме дружина од селскиот двор, сложно си живееме, тука нема збор. Децата не сакаат, пријатели се добри, растат и учат, тоа нас не бодри. Се надевам дека ви се допадна песничката и верувам дека сите ќе си ја научите да ја пеете. Гледате дека сите животни сакале да си бидат другарчиња, па така и вие. Бидете другарчиња со сите дечиња, да другарувате и да си помагате еден со друг. А сега, довидување до следното дружење.